Почитувани македонци, гледано низ историјата, една од причините за опстанокот на македонскиот род е нашата православна црква. Традицијата и самосвесноста за тоа кои сме ние ја вкоренуваме уште од најмали нозе кај нашите наследници, нашите деца, нашите внуци. Најдобар начин за приближување на нашата религија кон најмладите е учењето на Библијата преку приказни кои се лесно разбирливи и за најмладите. Затоа Македонската информативна платформа во Америка изготвува проект кој ќе опфаќа читање на раскази од илустрираната Библија за млади, кои како аудио приказни ќе може да се слушаат во моментите на одмор. Библијата за млади опфаќа приказни од Стариот и Новиот Завет, преку кој на лесен и интересен начин се изучува православието како основно јадро на македонците. Како што е ред, започнуваме од почеток, од предговорот на илустрираната Библија за млади. Оставете ги децата и не пречете им да идат при мене, зашто на такви е Царството Небеско. Зборот Библија во своето основно значење представува поим книги. Всушност самата Библија содржи 77 книги, пишувани од Божји избраници и со Божјо вдахновение. Заради тоа, Библијата се вика уште и Свето писмо. Бидејќи уште како мал ги знаеш светите писма, што може да те направат мудар за спасение преку верата во Исуса Христа. Целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, укорување, поправање и поучување во правдата, за да биде човекот Божји совршен и приготвен за секое добро дело. Библијата Бог ни ја дал со цел да ни го открие својот вечен план за спасението на човековиот род преку верата во неговиот син Исус Христос. Ете, таа света книга по Божја милост ни ја предадоа благовремено и нам првите словенски апостоли, светите браќа Кирил и Методи, заедно со нивните ученици и непосредни соработници, меѓу кои најпознати се Свети Климен Охридски и Свети Наум Охридски. Нивното дело на црковното и просветното поле во Македонија представува цврсти темели на верата и духовната просвета со установувањето на Охридската архиепископија како наш прв духовен и културен центар. А таа наша вера во Бога, како што гледаме, трае и до ден денес и ќе трае и се додека постоиме. Затоа можеме слободно да речеме дека без верските, просветните и народните огништа, црквите и манастирите, кои ден денес сведочат за славното минато на македонскиот народ, за неговата култура и за неговите маки и страдања во темното робство, македонската свест кај народот секако ќе беше згасната, а со тоа ќе се загубеше и желбата за самостоен, национален и црковен развиток. За да се скрши таа вера и надеж во посветла иднина, непријателите на македонскиот народ и македонската црква во 1767 година со султански ферман успеваат да ја укинат Охридската архиепископија. Желбата за обновување на Охридската архиепископија вистина доаѓа до израз повеќе пати во нашето историско минато, но се остварува дури на вториот Илинден, кога македонскиот народ заедно со другите југословенски народи и народности по долги и тешки борби со многу свети жртви во 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински ги удира темелите на својата државност. Македонскиот народ
Борејќи се за национална слобода, истовремено се бореше и за црковна еманципација. Тоа и услови во 1945 година да се свика првиот црковно-народен собор во Скопје, каде што се искажа желбата за обновување на древната Охридска архиепископија и организирање на Македонската православна црква. Оваа наша желба се оствари со еднодушно донесена одлука на Вториот црковно-народен собор, одржан во Охрид од 4 до 6 октомври 1958 година и на Третиот црковно-народен собор, одржан пак во Охрид од 17 до 19 јули 1967 година, кога Македонската православна црква беше прогласена за автокефална. Со тоа конечно беа и остварени вековните копнежи идеалите за црковна слобода. Со издавањето на оваа света книга, цел ни е младите поколенија да се запознаат со основните Божји пораки до човечкиот род преку Библијата. Но наша желба е, исто така, за неа да се заинтересираат и постарите. Со тоа на луѓето им даваме прилика, не само преку збор, туку и на сликовит начин да ги разберат вечните Божји вистини, кои се темел на целокупниот живот на човекот и кои секогаш надградуваат и го покажуваат патот кон духовното совршенство. Драги наши духовни чеда, секој наш верник неизоставно треба не само да ја прочита оваа книга, туку и постојано да ја чита, бидејќи само преку неа ќе може да се запознае со вистините на православната христијанска наука, која му ја отвара вратата на спасението. Влезете низ тесната врата, зашто широки се вратите и широк е патот кои водат кон пропаст. И мнози наминуваат низ нив, а тесни се вратите и тесен е патот кои водат кон животот и малкумина го наоѓаат. Библијата е Божји збор кој говори за верата и правдата, за трпението и сведоштвата и за преголемата љубов Божја кон човек. Таа е напишана да јавува за спасението на сите луѓе и е духовен инспиратор за верата во Бога. Библијата е неисцрпен извор на Божјата вистина и правда. Таа е сигурен патоводител во нашиот живот. Во неа и преку неа наоѓаме одговор на многуте прашања што го разјаснуваат нашето битие и битието на целиот универзум. Божјиот збор го просветува разумот и зрачи во него со најубава светлина, бидејќи и самиот Господ Исус Христос вели: Јас сум светлина на светот. Со архипастирски благослов, архиепископ Охридски и Македонски Доситеј.